Се разбира, случајот на птичи грип во зоолошката градина, како најголеми љубители на животните, како редовни посетители, на вистина многу не загрижи фактот дека 21 ден е одлуката да биде затворена, но всушност тој случај потикна повеќе прашања. Не само од епидемиолошки аспект, туку и како треба всушност да изгледа секојдневната нега, грижа кон животните, оние кои што непосредно ја имаат со животното, но и ние како посетители исто така. На таа тема утринава разговараме со доцент доктор Мирослав Ќосевски, тој доаѓа од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Добро утро, професоре. Добро утро. Се наметна состојбата да отвори повеќе прашања, па со вас ќе разговараме на темата нега и грижа кон животните. Како таа треба да изгледа? Што подразбира? Добро. Грижата или негата за животните е малку покомплексен термин и тоа навидум ќе звучи дека кога ќе се земе животно или кога ќе се одлучи да се чува животно, навидум првиот впечаток е интересно нешто, но всушност во позадина стои многу голема одговорност на секој собственик на животни. И тоа независно за каков вид на животни станува збор. Можеме да дискутираме за домашни миленици, можеме да дискутираме за фармери, одгледувачи, во насока на производство и добивање на некој производ, или пак да зборуваме за зоолошки градини. Всушност, одговорноста најмногу ја имаат собственикот на животното. И тука не подразбира само давање на храна и вода. Тоа е само еден сегмент од сите останати елементи. Подразбира редовна грижа, хигиена на самите животни, соодветно сместување на животните, грижа за здравјето, постојана грижа за здравјето и обезбедување на еден вид на нормално однесување карактеристично за тој вид. Бидејќи не е само животното да биде физички здраво, животното треба да биде и ментално здраво, односно да се обезбеди соодветно средина во која што ќе биде животното без стрес, односно без да страда и така натаму. И тоа веќе отвара многу покомплексни прашања. Многу покомплексни, кога вака го споминавте, тоа значи дека и ние сме одговорни за негати грижата како посетители, конкретно кога се зоолошките градини во прашање. Се разбира, не само секој контакт со животното и секој кој што стапува во контакт со животното има одговорност како пристапува кон тоа животно и какви последици ќе има по животното. Се разбира, тоа е взаемен однос помеѓу човек и животно, односно тоа е и цела област која што се изучува тој однос помеѓу човекот и животните. И од токму тие причини препорачано е секогаш кога се пристапува кон одредени животни, луѓето да имаат познавање барем елементарни за животното. Како вид станува збор. И како да се пристапува. Кој е задолжен и што значи да се следи растот и развојот кај животните, да се препознае некоја состојба која што не соодветствува за тој вид на животно? Во принцип, ако мене ме прашувате, јас мислам дека најголемата одговорност и најмногу произлегува од одговорноста лежи во и задолжени за таа работа се докторите по ветеринарна медицина. Значи, тоа е професијата која што всушност ги насочува и ги упатува собствениците што треба да прават. По некоја, ако размислуваме како би требало да биде, секогаш кога се пристапува кон одгледување, одлуката на одгледување или станување собственик на животно, треба да биде пропратена со совети од доктор по ветеринарна медицина. Првин да се укаже на тоа како треба да се пристапува кон животното, како да се храни, како да се негува, особено ако е младо, па потоа како да се идентификуваат евентуалните проблеми или промени и во какви ситуации кога да се контактира соодветниот докторот по ветеринарна медицина. Се разбира, тука мора да се напомене дека станува збор, сега зборуваме премногу општо, значи Добро, може да наведеме, ако зборуваме за домашни миленици, кога станува збор за домашни миленици или кога станува збор за фармски животни, во тој случај се разбира дека првиот контакт на фармерот или на собственикот на миленикот треба да биде со докторот по ветеринарна медицина. Уште пред да го земе животното треба да се запознае и да се информира за тоа со што ќе се соочи и како треба да пристапува и кога да алармира. Тоа е многу битниот момент. Во кој момент треба да се контактира и да се алармира дека постои некаква промена во здравјето
на животно. Добро, кога се животните од зоолошките градини, треба ли кога се зема некаков вид на животно да се консултираат тука докторите? Да, се разбира, и тоа всушност мислам дека е и основна постапка во која што, особено кога станува збор за зоолошки градини, станува збор за една плејада на различни видови на животни. И во тој случај тука треба да се има и интердисциплинарен пристап, бидејќи не се само докторите по ветеринарна медицина, туку треба тука да се консултираат и биолозите и постојат и останати дисциплини кои што треба да учествуваат во тој процес, бидејќи тоа е малку покомплексен пристап, затоа што станува збор за видови кои што не секогаш и нередовно ќе се најдат и во природата или ќе ги најдете во некое приватно сместување и така натаму. Тоа е многу сериозна тема и многу предпазливо треба да се работи со тоа. Се чини дека општо земено кога ќе се случи некаков проблем, па тогаш повеќе сме заинтересирани сите, но тоа е дел од вашата секојдневна работа. Вас многу добро ви е позната оваа проблематика. Кога е во прашање некој вирус, бактерија, некаков тип на зараза, како треба да се интервенира кон животното? Која е процедурата? Тука тоа е многу широка тема. Значи, и сега имаме нели опасни, имаме помалку опасни, постојат различни типови на болести. И постојат болести кои што се задолжително мора да се евидентираат и да се регистрираат кон Светската здравствена организација за здравје на животните. И постојат соодветни правилници и протоколи. Тоа е всушност основна задача на Агенцијата за храна и ветеринарство, која што е регулирано со закон. Е регулирано и со закон, регулирано и со правилници, регулирано и со соодветни годишни наредби за поедини болести. Ние во принцип како факултет за ветеринарна медицина имаме многу блиска соработка и одлична соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, особено во овој сегмент на здравствената заштита, и сме во постојана координација за тоа како да се постапува, што да се прави и така натаму, бидејќи станува збор за сериозни ризици и сериозни опасности за здравјето на животните, здравјето на луѓето и заштитата на животната средина. Некои од болестите можат да направат сериозни штети по луѓето, затоа што ние се грижиме пред се и за јавното здравје, односно и здравјето на луѓето, но и за здравјето на животните, односно да предизвикаат економски штети или пак да предизвикаат поедини болести, уништување на некои заштитени видови во природата кои што ги има во државата. Така што појавата на некои болести мора да се свати многу сериозно. Навидум да јавноста се запознава кога ќе избие некој ваков случај, но ова е континуирана работа и континуиран процес кој што постојано се одвива и од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, и од страна на факултетот за ветеринарна медицина и од страна, ако сакате, и од докторите по ветеринарна медицина кои што се насекаде низ државата. Добро, во случајот на птичиот грип, постојано зборуваме некако таа тема е најприсутна, дали може да се пренесе на човекот, колку е тој опасен по животот и така натаму, но не ги спомнуваме, еве и заднат гледаме и слики на ендемски видови, не ги спомнуваме ендемските видови кои што постојат во зоолошката, кои што сега не знам на точната локација, дали може би се во непосредна близина и како и да е, како се пренесува конкретно птичиот грип од животно на животно? Колку се тие загрозени? Како се постапува во ситуацијата? Конкретно птичиот грип, значи се пренесува преку респираторните, значи преку слуз од респираторниот систем или преку фецес, и најчесто доаѓа птичиот грип, доаѓа вирусно заболување и доаѓа преку миграторните птици. Но и фактички пристапување во контакт се пренесува. Тоа е тоа е многу опасен вирус и многу лесно се шири и со него мора многу предпазливо, затоа и постои соодветен правилник по кој што пропишува како би требало да се постапува во таква ситуација. И тоа важи генерално во принцип за многу болести. Значи, постојат различни вектори преку кои што се пренесуваат болестите. И од тие причини е исклучително битно во текот и на грижата и на одгледувањето на животните, да се враќаме на почетокот, а тоа е да
се почитуваат превентивните мерки и правила. Постои една цела област која што и ние Како превентивни мерки ги насочувате редовната вакцинација? Не само тоа, туку постои една широка плејада на мерки, тоа е дел од фармската биосигурност или биосигурност, што подразбира редица на мерки кои ќе спречат навлегување на инфективен агенс. Дали е тоа вирус, дали е тоа бактерија, во одредено одгледувалиште. Добро. И тоа подразбира за различни болести постојат вакцинални програми, но не е само вакцината. Вакцината е само еден мал дел од сите останати мерки. Тоа подразбира соодветни протоколи за дезинфекција, соодветни протоколи за облекување, пристап на животни, кон животни, кои лица имаат право да пристапат кон животните, кои немаат право, кои се под повисок ризик, како е самиот објект изграден, дали постои контакт со диви животни или не постои контакт со диви животни, дали какво е третманот и програмата за борба против ектопаразитите, крлежи, болви, комарци, вошки, бидејќи и тие пренесуваат болести, каква е програмата за борба против глодарите, бидејќи и тие пренесуваат болести. Така што кога се изработува еден план за место каде што се планира да се одгледува животни и оној цел процес на управување со одгледувалиштето подразбира паралелен еден процес на биосигурностни мерки кои ќе превенираат. Главната задача нам не ние да ги лечиме животните, нам ние да ја превенираме појавата на болест. Кога ќе се појави болест, веќе постои штета и нема назад. И сега како само да ги заштитиме превенираме ендемските видови на начинот на кој што во случајот сметате дека се заштитија начинот на кој што... Јас конкретно случајот не го познавам, значи не бев упатен таму, не знам точно како што се работело и како се работело. Во принцип, затоа што видовме дека според закон тоа е начинот, во законот така и пропишано точно. И тоа го постапува Агенцијата за храна и ветеринарство и сигурен сум дека постапувала согласно тие правилници кои што постојат за тој дел. Јас не го знам конкретно случајот, но знам конкретно дека она што е многу битно е да се интервенираат со итни мерки, кои итни мерки треба да резултираат спречување на ширење на вирусот и на заразата. И се согласивме дека ендемските видови се разбира, тие се и многу ми е мило што ги истакнувате, бидејќи различни ендемски видови или загрозени видови кои ги се присутни во државата, треба на нив да се стави исклучително висок акцент, бидејќи во ситуации на појава на болест, но не само и на болест, туку и на однесување и на луѓето и на менаџирањето со природата, можат сериозно да ги нарушат тие мал број на единки и на популации кои што се присутни во Македонија. Професоре, благодарам за издвоеното време. Благодарам. Се разбира кога е во прашање нешто вакво треба да ја слушаме интелектуалната фела. Вашата секојдневна работа малку повеќе сега да исплива на површина и оно што вие секојдневно го работите треба малку повеќе да ве слушаме. Се согласувам, за жал тоа се случува само кога ќе избие нешто страшно. Кога има проблем, добро, се согласивме дека тоа е добро. Би требало почесто се разбира. Ви благодарам на вас. Да, тоа беше професорот доцент доктор Мирослав Ќусевски од факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со кој што се согласивме дека биосигурностните мерки всушност треба да придонесат за поголема заштита.